Над 17.000 корисници ја посетија дигиталната платформа Македонска држава во првите 10 дена од нејзиното лансирање на 8 септември. Овој огромен интерес ја потврдува потребата за достапно и квалитетно дигитално богатство кој ги представува македонската историја, култура и патриотско творештво. Платформата ја привлекува публиката не само од Македонија, туку и од диаспората во САД, Германија, Австралија, Грција и Бугарија, како и од пријателите на македонската култура ширум светот. Платформата нуди избор на електронски книги, историски документи и истражувања што опфаќаат повеќе од 150 години македонска историја и култура, со опција за користење на македонски и англиски јазик, а во иднина и на други странски јазици. Содржините се организирани во јасни категории и се достапни бесплатно, со цел да се поттикне учењето и истражувањето. Организаторите ветуваат дека платформата ќе продолжи да се збогатува со нови содржини за ученици, професори, новинари и љубители на историјата, служечка како мост меѓу генерации и култури. Тимот зад Македонска држава ја повикува јавноста и институциите да се вклучат во оваа иницијатива, со цел заеднички да се зачува и промовира македонското историско и културно наследство достапно за сите, без временски или географски ограничувања. Лебот нема да поскапи, уверува председателот на Сојузот на стопански комори, Горан Ѓорѓиевски. На пресконференција тој изјави дека цената на пченицата е стабилна, а не се очекуваат значајни промени ниту кај суровото сончогледово масло, што се клучните фактори за одредување на цената на лебот. Одговарајќи на новинарски прашања, Ѓорѓиевски нагласи дека стопанствениците се против повторно замрзнување на маржите и бараат цените да се формираат пазарно, а не административно. Тој потенцираше дека е важно да се почитува законот за нефер трговски практики и дека долгорочната стабилност може да се постигне само преку слободен пазар и јасни правила на игра. Од Сојузот на стопански комори порачуваат дека е потребен дијалог со институциите, но и дека стабилноста на цените зависи од внатрешната економска политика и глобалните фактори, кои засега не најавуваат ризик за нагло поскапување на основните прехранбени производи. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун го надгледуваше тестирањето на тактички дронови, нагласувајќи дека унапредувањето на вештачката интелигенција и развојот на беспилотно оружје е стратешки приоритет за земјата. Како што јавуваат државните медиуми, Ким ја истакнал извонредната ефикасност на новите дронови од серијата Кумсонг, со потенцијал за извидување и јуриш на клучни цели. На тестирањето биле прикажани различни модели на извидувачки и мултифункционални дронови, развиени во рамки на комплексот за технологија на беспилотна авиација. Ким посочил дека модерното војување бара напредни технолошки решенија, а токму беспилотните летала со вештачка интелигенција представуваат фактор што ја редефинира тактиката и стратегијата на бојното поле. Истражувачи и аналитичари сметаат дека Северна Кореја со овие активности испраќа порака за технолошка и воена способност, особено во контекст на актуелните регионални тензии и воени вежби. Тестирањето на самоубиствени дронови со AI технологии сугерира дека земјата се движи кон понапреден арсенал што може да го промени безбедносниот баланс во регионот. Хеликоптерот на американскиот председател Доналд Трамп и првата дама Меланија принудно слета на аеродромот Лутон за време на државна посета на Обединетото кралство, поради мала техничка грешка. Портпаролката на Белата куќа потврди дека станува збор за хидрауличен проблем и дека слетувањето било преземено како предпазлива мерка. Трамп и Меланија потоа го продолжија патувањето до аеродромот Станстед со друг хеликоптер, со околу 20 минути за доцнување. Меѓународен тим научници е на прагот да го реконструира целосниот генетски профил на Леонардо да Винчи преку пронаоѓање 15 живи машки потомци од неговата машка линија, користејќи го Y хромозомот како клучен доказ. Истражувањето, предводено од историчарите Алесандро Вецози и Ањезе Сабато, го следи семејното стебло на да Винчи низ 21 генерација. Во црквата Санта Кроче во Винчи се вршат археолошки ископувања на семејната гробница, каде што се пронајдени коски од роднини на Леонардо, кои се анализираат за споредба со ДНК на денешните потомци. Ова ќе биде клучен чекор за потврда на непрекинатата семејна линија и за следните фази од проектот. Реконструкцијата на неговиот генетски код може да открие детали за неговото потекло, физичкиот изглед, здравствените предиспозиции и можеби дури и генетските тајни зад неговиот гени. Покрај тоа, ќе помогне и во автентикацијата на неговите уметнички дела преку споредување со биолошки траги.